Влошување на состојбата со аерозагадувањето очекуваат експертите со почетокот на грејната сезона во Тетово. Повеќе од половина од населението се грее на фосилни горива, дрва, пелети и јаглен, а за зголемување на концентрацијата на штетните честички во воздухот придонесуваат и сообраќајот и индустријата, вели доктор Ратко Давидовски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Тој потенцира дека комбинацијата со новиот бран на коронавирусот кој се очекува ќе резултира со оптеретување на јавното здравје. Поранешните 5-годишни студии покажаа дека Тетово е во врвот по бројот на умрени луѓе во однос на аерозагадувањето. Многу лошо ќе влие комбинацијата COVID и PM10 честичките, посебно PM2,5, уште повеќе како носач ќе послужат за внесување на вирусот длабоко во дишните патишта. Екоактивистите повторно алармираат и бараат посериозен пристап на институциите за справување со загадувањето на воздухот. Еден од најголемите проблеми, како што знаете, е начинот на грејење во Тетово, иако владата во минатиот период најде едно решение според нив со инвертери, со субвенции на инвертери, за да се намалува грејењето со дрво, но гледаме сега со најавената енергетска криза, тоа ќе биде дополнителен проблем кој нема да го реши проблемот во суштина. Ние се години се бориме за да се убрза процесот на гасификација. Властите си одат, си доаѓаат, сите ветуваат дека ќе биде и нигде го немаме. Тетово секоја година е на врвот на листата на најзагадени градови, особено во зимските месеци. Податоците за квалитетот на воздухот говорат дека вредностите на PM10 честичките веќе започнале да растат уште во втората половина на минатиот месец.